Неколку основни правила кои можат да спасат и живот, треба да се знаат кога телото е прегреано од високите температури. Првично, овие високи температури телото реагира сериозно. Од таа причина можеме како симптоми да ги издвоиме преголема температура, потење, чувство на жед, малаксаност, главоболки, нестабилност и вртоглавици. Топлотните последици не секогаш даваат сериозни сигнали уште на почетокот, поради што многу е важно да се препознаат симптомите. Значи самото тело реагира на високите температури, првенствено се чувствува главоболки, чувство на жед, болки обично во пределот на тилот, низок притисок тука може да дојде во предвид, малаксаност, мачнина, да, може да дојде до нагони за повраќање. Кои се последиците доколку наместо со соодветен третман тие се лечат нестручно? Последиците може да бидат сериозни, дури и фатални. Заради таа причина се препорачува кога ќе има ваков пациент соодветно да се стави на сенка, да му се даде соодветна количина на вода, дополнително да се направи масажа, кога станува збор за сончаница, може да се измасира пределот на вратот. Нормално човечко тело на температура над 35 степени не може да издржи долго. Со оглед на високите температури, ние како доктори препорачуваме да не се излегува надвор, но првенствено високите температури телото не може да издржи повеќе од половина час. Овие препораки мора да се прифатат и применат крајно сериозно, особено од старите и хронично болни. Пред било што да планирате овие денови, имајте во предвид дека сте во ризик.